Здраво на сите, добре во уште една епизода на подкастот Вистинијан збори. Моето име е Ѓорги, а со мене денеска, како и секогаш, се моите колеги од Правниот факултет во Скопје. Директно, моментално од Битола ни се јавува Димитар Тромбевски Тромбе и, како и секогаш, нашиот Джеймс Бонд Никола Донев Донев, кој моментално е во Скопје. Како сме, колеги? Одлично, супер. Во Битола заврши испитна да барем за мен, се полагаше испит да чекам резултат и сега само остана да се одмарам, како што патем се одмарав последните 5-6 месеци, не ни памтам колку поминае. За додиплом се уште трае испита, така што ќе видиме како ќе биде тоа. Да, ја вчера, вчера полагав, дека ова сега у вторник го снимаме. Политички партии интересовни групи. Супер поминав. Се зборавме со професорот за социјалдемократија и републиканска партија во САД, така што 10 у индекс. На факултет полагав, така што интересно беше. У смисла, конечно некаде кај што сите ги почитуваат мерките. До сега нема видено никаде у Македонија, тоест кај што се движам, освен сега на факултетот, мораш уште на влез, маска at all times кога си на факултет, те дезинфицира, има обезбедување уште на самиот влез. По двајца ние полагавме во амфитеатар, има у секој амфитеатар колку што забележав, одредено место кај може студентот да седи додека полага. Тоа беше супер. Супер поминавме ние како група, додуша помала група сме, нели, полагавме, ама мислам дека имаше и малце поголема група од нашата. Се на се, мислам дека правен е дефинитивно на висина на задачата, не дека сега ние сме одправен па да ги фалиме, ама стварно супер поминавме и мислам дека може слободно и следниве полагање да поминат така. Ја на 9 мислам полагам следно, се надевам пак на факултет, ќе видиме што и како. Ама, се на се, браво за правен што сериозни се свати работа, сега да се надеваме дека изборите така ќе поминат, мада малце потешко тоа. Па добро, чим ги за изборите, ќе имаме интервјуа со некои политичари од најглавните политички партии со цел да ги прашаме некои прашања, да видиме кои се нивните, какви се нивните програми, што планират за студентите, што за државата и така натаму, и се разбира да најавиме дека за вечерта на изборите ќе одиме лајв, директно, со најавување резултати и може да и некои гости ќе викнеме. Да, дефинитивно малце распоредот ќе ни се поремети. И сега не знам на памет, ама на 8 знам дека се паѓа среда, ќе имаме епизода, супер епизода. После во петокот, следниот петок, планираме една епизода со еден од политичарите кои што ги поканивме да им гостуваат. Следната ќе биде у недела, пред изборите, и на крај, како што рече Димаци, идеме лайв среда, 15 јули од 9 часот, be there or be square, ќе биде забавно и гостите што ќе ги викнеме ќе бидат интересни, тоа може да ветиме. Но да не должиме многу, мислам дека и оваа епизода ќе биде супер. За гостин го имаме матурантот Стефан Митик од гимназијата Орце Никола во Скопје. Со него направивме муабет за неговото средношколско искуство, за големиот број на младински проекти со кои тој работи и е активен, како и за неговата одлука каде ќе оди на факултет следно. Нема да ви кажам сега, за да може да слушате понатак. Така што уживајте во разговорот со Стефан.
Здраво на сите, добро дојдовте назад во уште една епизода на подкастот Јустинијан збори. Со нас денеска е мој драг пријател Стефан Митик, кој е матурант во Средното училиште Орце Николов од Скопје и иден студент на New York University во Абу Даби. Како си, Стефан? Здраво, Ѓорги. Супер сум. Фала ти многу на поканата и многу ми е мило што сум дел од оваа епизода на Јустинијан збори. Да, пред да поминеме на темите за кои што ќе збориме со тебе денеска, сакам да те прашам како си моментално, како ги поминуваш деновите за време на короната и како иде цела ситуација со тебе? Па добро е. Како што поминуваше времето, така се повеќе се навикнував на тоа како е да се живее со вирусов и го исполнувам времето со тоа што читам книги, гледам ТВ серии и филмови и онлайн се дружам со другарите и другарките. Да, супер, баш на крај, мислам ќе збориме тоа на крај, дека ние у секоја епизода кога имаме гости ги прашуваме да ни дадат некоја препорака, така што ќе има доста од тебе препораки кои што ќе можеш да ни ги дадеш за на крај на емисијава. Ама пред се би сакал со тебе да започнам мислам кога се спремам за епизода, видов, тоест прочитав дека си бил избран за најдобар млад библиотекар, мислам 2015, така уште у основа. Да. Да, и сега како се одлучи да се запишеш токму во Орце и како дојде до таа одлука и зошто? Па моите родители има пријатели кои што имаат дете што учело во Карев и моите родители има завршено во Карев, па некако таа беше главната дилема дали да се запишам во Орце, дали Карев, меѓутоа отпосле решив да се запишам во Орце затоа што мислев дека е најдобрата одлука за мене и се уште стојам за тоа, затоа што според мене во гимназијата Орце Николов на еден поинаков начин се однесуваат со учениците, ги поттикнуваат да учат, имаат еден, како да го наречам, холистичен пристап кон добивањето и пренесувањето на информации и едноставно има одлична соработка помеѓу учениците и професорите и се поттикнуваат што повеќе да научат и да придонесат во самото училиште. А покрај тоа бев и председател на училишната заедница тука во Орце Николов и имав можност директно да соработувам со администрацијата, а воедно и да ги пренесувам и искуствата, размислувањата, ставовите и другите проблеми на учениците од сите генерации, па на еден начин така овозможивме на убава соработка со администрацијата и ја државме таа традиција на нивото на Орце кој што го има веќе со години. Да, ја као некој кој што е од Струмица и кој што кога се пресели тука у Скопје за на факултет, врска немав од училиште, поготово средно училиште тука у Скопје, ама голем дел од моите колеги сега се од Орце и нонстоп орцаши слушам кои биле. Па така би те прашал како overall некој твоето искуство, спомна малце, ама се на се као кој смер беше у Орце и како сите 4 години ти поминаа таму? Па веќе кон крајот на втората година почнав да ја покажувам пасијата кон биологијата, хемијата и физиката, па се одлучив да го изберам смерот природно-математичко Б и на тој начин можев таа пасија да ја продолжам понатака и веројатно нешто што ќе го продолжам да го учам и во Абу Даби. Искуството се на се едно неверојатно затоа што мислам дека таков начин на пристапување кон информациите, кон и активностите кои што се случуваат во самото училиште го нема во ниедно друго во Скопје па и во другите градови и препорачувам на сите идни генерации да се запишат таму. И целиот мој ангажман во училиштето и сите тие работи кои што ги правев придонесува тоа да бидам првенец на генерацијата 2016-2020, нешто што ми е особено драго, што можев да придонесам кон подобрување на заедницата, воедно и себе си да се надградам. Да, последниот сега си матурант и последниот неколку месеци од твојата последна година во Орце
мораше да ја поминеш како што ја помина, да е вечинско учење. Како Орце се справи со целиот овој процес и како ти самиот се справи со сите нови работи кои се десија поради пандемијата? Искрено, за нас матурантите беше неизвестно, затоа што не знаевме дали ќе имаме воопшто државна матура или не. И продолживме со ист интензитет да работиме, меѓутоа малку беше олесната ситуацијата за нас, затоа што немаше толку материјал за поминување и овие последни месеци всушност беа една ревизија на материјалот од сите 4 години заедно со професорите. Меѓутоа, од она што имам контакт со ученици од трета година, од втора и од прва, знам дека со исти интензитет и на исто ниво учат, исто како да се во вистински во училница. И многу ми се допаѓа тој начин што е одржано тоа, што може да се оствари таков начин на комуникација и што учениците всушност ќе го остварат тоа знаење, туку нема да имаат една дупка која што наредната година не може да ја исполнат. Да, пред, не знам, веќе сега може и месец дена, гостен ми беше Бленди Ходаи, кој што е председател на Средношколскиот сојуз во државата. И со него баш тоа зборавме, актуелна беше темата за како немањето или неодржувањето на државна матура може да им штети и да направи проблем на оние студенти, тоест средношколци кои планираат да го продолжат своето образование надвор од државата. Ти веќе планираш и ќе одиш на NYU во Абу Даби. Дали имаше проблем поради тоа што државна матура беше одлучено да не се одржува и како уствари што се случува сега моментално со државната матура? Па еве мојата ситуација конкретно од NYU, од матичниот кампус во Њујорк, беа многу флексибилни во однос на државната матура и ми рекоа дека за мене ќе бидат само потребни дипломата за завршено средно образование и свидетелството од четвртата година, затоа што другите претходни податоци ги дадов додека аплицирав. И тоа ми се допаѓа што можат да бидат флексибилни, да се адаптираат во однос на новите услови. Така треба да постапуваат и многу други универзитети. Не знам како и на другите ученици тука што аплицирале на европските универзитети, па и пошироко, меѓутоа мислам дека NYU има една пракса да пристапува кон проблемите на учениците со една свесност за која што мислам дека повеќе други универзитети не би можеле да го направат тоа и препорачувам така да се однесуваат. Да. Освен тоа што учеше во Орце, се спремаше за тестови, за испрашувања, пишуваше домашно. Се знаеме, па од тебе гледам многу работи кои си активен додека учеше на Орце. Една од нив е Орце Talks. Па може на нашите гледачи да ни представиш што представува Орце Talks и како ти беше вклучен во целиот овој проект. Орце години за време на генерацијата на ученичката Андријана Пичиновска, која што е моментално втора година на Њујоршкиот универзитет во Абу Даби. И таа идеја ја произнесе на еден состанок на училишната заедница и од таму се разви. Орце Talks е всушност тип на организација како TED Talks, која што има цел да создава настани за едни футуристички несекојдневни теми кои што не би можеле да ги дискутираме на кафе разговор или во училиште. Нешто што е несекојдневно и на поинаков начин да се дознаат такви работи. Оваа година јас бев председател наследник, затоа што имаме пракса секоја година тој што е четврта година да ја наследи организацијата, па така ќе биде наредната година. И оваа година беше, според сите статистики, најуспешна година, затоа што имавме преку 60 учесници на скоро секој настан и направивме годинава 4 настани. Тие беа со различна тематика, затоа што од оваа година направивме малку поинаков концепт, па имавме настан кој што се викаше Имам што да кажам,
и се зборувавме за општествениот стандард кај младите и кај повозрасните лица. Потоа зборувавме за светлата страна на ситуацијава на COVID-19, зборувавме за колонизацијата на Марс, дали таа представува сон или закана, и дури имавме и гостинка, режисерката на Медена земја Тамара Котевска, каде што зборувавме за тоа ако еден ги прекрши правилата, сите ќе страдаат во ситуацијата, поврзано со конкретна ситуација со пандемијата. Дали знам дека нели сите моравме тоа што правевме уживо да го пренесеме на онлайн, дали тоа представуваше проблем кога збориме конкретно за настание кои ти ги организираше со Орце Токс? Воопшто не беше проблем, дури некои учесници беа послободни да зборуваат затоа што беа слушнати од страна на сите со еднаква јачина и можеа слободно да ги искажат своите ставови без да бидат прекинати или пак да има некоја временска рамка и така натака. И мислам дека вака и попродуктивно, затоа што сите се фокусираме на едно исто нешто во еден даден момент и нема од страна некој што попречуваат работи. Да, тоа е супер да се случне. Ја и Никола баш ја разборено за ова. Правевме мога дека ако не се случише целава ситуација, не може никогаш немаше да почнеме подкастот. Така што убаво е да се слушаат уште приказни и уште настани кои не прекина само заради целава ситуација со COVID-19 и баш е убаво што наши средношколци го продолжуваат истото тоа додека се усредно. Освен Орце Токс, ти имаш учествувано во организација и фасилитација на Erasmus Plus проект во просториите на твоето средно училиште Орце Николов со учесници од Обединетото кралство, Шведска, Германија и Полска. Какво беше тоа искуство и што точно се случуваше на овој проект? Тоа беше проект создаден од страна на професорки во мојата гимназија и од сите други училишта кои што ти ги напомена. И проектот беше со тема Fit for the Future, односно на секоја тие размени, затоа што имавме размени во Велика Британија, имавме во Германија и тука и кај нас. Идејата беше да се направат некој креативен изум кој што ќе помогне во иднината. И мојата улога беше фасилитација и модераторство на сесиите кои што се одвиваа во текот на тие денови. И тоа беше едно неверојатно искуство за мене, затоа што можев на еден начин да научам како да организирам група на луѓе, како да им пристапам, кои мразокршечи, односно кои активности би биле соодветни за почеток на дискусии и така натака. И едноставно научив повеќе за други култури и имав можност да зборувам со луѓе од различни земји. Тоа е едно непроценливо искуство кое што секогаш го носам со себе, затоа што на тој начин добив многу нови размислувања, перспективи и видици, погледи кон светот што не можев да ги добиам со луѓе од тука. Можеби надвор од онаа рамка на борба меѓу различните гимназии, особено во Скопје, затоа што некако има таа култура на компетитивност. Ти си исто така активен и надвор од училиштето, така што би почнал овде со Младински образовен форум, затоа што нели како колега дебатер јас бев година и поскоро таму. Нели ако може да ни кажеш твоето искуство на дебата, а и понатаму нели работата во Радио МОВ како дел од тоа. Па колегите од МОВ направија презентација во нашето училиште каде што ги промовира своите клубови, дебата учиме право и тогашното медиа арт, сега артивизам. И на еден начин ни ја пренесоа таа порака колку е важно да се биде дел од во наставни активности. И за мене тоа беше едно стварно преубаво искуство, затоа што кое се уште трае, затоа што дебатата е стил на живот и таа вештина, тоа знаење што се добива за време на тие предавања се непроценливи и ќе траат за секогаш.
дебатата ми овозможи да имам поголема самодоверба и поаргументирано да се изразувам. Односно да бидам начитан и да добивам што повеќе информации и тие информации да знам како да ги искористам и што од нив да извлечам. И веројатно и тој период се роди мојата пасија за пишување, па одлучив да бидам волонтер во Радио Младински образовен форум, каде што бев волонтер новинар, и тоа искуство ми овозможи да добивам различни информации, да знам како да напишам вест, репортажа, како да интервјуирам луѓе, како да напишам колумна, односно став. И таа атмосфера со тие луѓе кои што се во Младински образовен форум не може да се спореди со никоја друга, затоа што има толку многу компетентни луѓе во таа организација што ми дава надеж дека и јас можам да бидам на нивно ниво некој ден. Како и на секој дебатер, еден од најинтересните моменти барем во дебата е националниот турнир што организира МОВ, така што кој беше искуството од тој турнир во 2018 и ако може да споделиш какви беа тезите и аргументите од тој настан. Како што кажа ти баш така, националното првенство е врвот на дебатната кариера на некој во Младински образовен форум кој што е почетник дебатер и напреден дебатер. И таму на дебатното првенство имаш можност да дебатираш со луѓе од целата држава и да се надпреваруваш, и баш таа година јас и мојот тим освоивме второ место и многу беше интересно затоа што покрај тоа што има дадена теза на која што се дебатира, се дава и импромпту теза која што всушност означува теза за која што се подготвуваш 45 минути пред да почне самата рунда на дебатата. И тоа беше еден интересен пристап кон тезите и всушност припремањето за тоа. И таму научивме како тим како да соработуваме, меѓутоа и колку всушност може да се искористат информациите кои што ги имаш до сега за толку краток период кога си под временска рамка. Да, освен тоа што имаш пишувано за Радио МОВ, исто така имаш пишувано и за Медиум. Не верувам дека толку е познат Медиум кај нас, па така дали можеш да ни објасниш што значи целиот проект и која беше твојата улога и дали се уште е таму? Средношколскиот весник Медиум е единствениот весник за средношколци во целата држава и представува проект на Институтот за комуникацијски студии, каде што учениците од било која година од средношколското образование директно можат да пишуваат за било која тема која да ги интересира. И јас бев таму новинар, помагав исто како во Радио Младински образовен форум за колумни, за интервјуа, за репортажи на лице место, фотографирав, учествував на конкурси со фотостори и со видеа, направив и постер и имав можности да учествувам на ланскиот роден ден на Кралицата кој што се прославуваше во Музеот на современа уметност заедно со помош на британската амбасада. И таму беше тоа искуството да се биде новинар, директно можев да поставувам прашања и да бидам вклучен во процесите на прашување на разни познати личности, на политичари, филмски уметници, актери и многу други важни личности од нашето општество. И на тој начин имав една можност јас директно да се пробам како новинар и да видам колку е важно новинарството во пренесувањето на порака и врз влијањето на јавната мисла. Да, ние инаку се имаме запознаено на еден лидерски камп во Крушево, YMLP, Young Men's Leadership Project, и не знам колку не следиш, ама имавме веќе двајца гости, тоест повеќе гости со кои што зборевме 2 епизоди, ама повеќе гости со кои што зборевме токму за YMLP и за колку е само важен за мене, за Никола, за сите оние мислам кои што
биле на тој камп, а и откако ќе се вратат, па кој е некое твое искуство од YMLP, прво од кампот, а после и од клубот во Скопје, кој што ќе ти остане во сеќавање и ти помогна да бидеш тоа што си денес? Како што кажа и ти, YMLP е едно неверојатно искуство и колку и да звучи вака, да го кажам, чизи, на вистина секој кој што ќе пројде низ тој камп станува подоцна лидер во општеството. И тие вредности кои што се учат на тој камп се носат со себе за секогаш. Мене ми беа многу интересни часовите кои што ги поминувавме, како што беа часовите за граѓанска одговорност или за лидерство или за за учење за животната средина, и многу ми се допаѓаше и ми беше важен тој аспект на тоа што можевме да кампуваме во природа и да ги учиме и тие вештини, затоа што денешното општество е дигитализирано и цело време поминуваме пред компјутер, така што на тој начин да можеш да се снајдеш во природа сам или пак со помош на група на одредени на други луѓе, мислам дека е непроценливо и дека таквите работи треба што повеќе да се поттикнуваат и да се прават. И самата активност на кампот не застанува кога ќе заврши кампот. Тој продолжува со клубовите кои што ги има во многу градови во Македонија. И така јас бев лидер за распространување на информациите на кампот, односно outreach лидер, и можев да повикувам што повеќе лица да се вклучат во самиот клуб на кампот. И низа многу спроведени проекти, мислам дека беше едно навистина интересна работа да се проживее и можевме многу да помогнеме на самата заедница да вратиме, затоа што тоа е една од целите на кампот, да се врати на заедницата, меѓутоа и да се покажат тие лидерски способности кои што се научиле во текот на кампот. Да, и ако можам да додадам само на ова последното ти што го рече за клубовите кои што се во сите делови на државата, едно од оние работи кои што токму YMLP кампот го прави камп кој што самиот кажа секој од кога ќе се врати е лидер во својата заедница, е можноста да биде тој или таа кој ќе бидат тие кои ќе го водат самиот клуб. Секој клуб има свој ментор кој е најчесто или волонтер на мировниот корпус или YMLP или GLOW алумнај кој што веќе е на факултет или со завршен факултет, но главните водечки сили на еден клуб кој го има YMLP и GLOW низ државата се токму средношколците и мислам дека тоа е таа алатка да не биде само, пошто имаш доста кампови кои што ќе заврши кампот супер ќе биде и на тоа останува. Со YMLP и со GLOW, со вториот камп за оние кои што нема да знаат што е GLOW, Girls in Our World, е женската верзија од YMLP, кои две иницијативи се поддржани и се случуваат поради YMCA Македонија. Фактот дека постои можност средношколци да можат од кога ќе заврши кампот, од кога ќе научат што научиле на кампот, да се вратат во своите заедници и да го водат истиот тој клуб, да организираат и фасилитираат настани, да учествуваат и да вратат на заедницата преку различни service projects, е она што го прави YMLP и GLOW уникатни. И мислам дека тоа е битно да се напомене кога се зборува, бидејќи постојат многу кампови, ама работава со ваквите лидерски кампови што после. И баш ми е мило што и ти, и ја и Никола сме биле дел од тие клубови и гледаме колку само значи да можеш тоа што си го научил да го пренесеш на својата заедница. Се согласувам со тебе, многу е битно да тие знаења што ќе ги добиеме не само да ги имаме за себе, туку да ги споделиме и да вратиме на заедницата, затоа што
ние средношколците сме тие двигателите на општеството и на нас останува. И сега ако не сме активни во заедницата, ако не придонесуваме, мислам дека нема некоја поента. Кога веќе збориме за потребата од активност внатре во заедницата, според тебе кој е сушто важноста за образување надвор од оној стандарден модел на образование кој што го имаме сите, тоест нели задолжително основно и средно, и дали таквото неформално образование е во некој случај е поважно за стекнување на такви способности за подоцна враќање на заедницата. Како што јас сегаш викам, формалното образование е само 50% од средношколската личност, а воопшто и од личноста на било кој човек, и секој кој што ќе се вклучи во различни активности во неформалното образование ќе се здобие со потребни вештини за цел живот. И токму тоа го зборував, самото вклучување во заедницата и враќањето во позитивна смисла со работите кои што ги правиме е непроценливо не само за себе си, туку и за другите. И мислам дека неформалното образование кое што го имаме тука кај нас се развива и многу ми се допаѓа тоа што има се поголем број на ученици кои што се приклучуваат на такви активности во такви организации и што се здобиваат со тие вештини кои што не се учат во формалното образование, затоа што во формалното образование ние се здобиваме со знаење кое што е техничко, кое што ќе ни користи доколку се насочиме кон одредена струка. Меѓутоа, ваквите вештини кои што се учат во неформалното образование продираат во секој аспект на нашата личност и на нашето дејствување. И доколку ги имаме, навистина, според мене сме успеале. И нели, откако ја поминавме важноста важноста за неформалното образование на младите, нели следува нормално прашањето што понатаму со тоа образование кои што тие го добиваат нели надвор и во училишните купи и надвор од нив, така што колку е важно младите како млади луѓе и носители нели на прогресивното општество, која е важно за тие да бидат активни, нели со цел и како тие може да влијаат, затоа што често се случуваме со тоа да центрите на МОК не ги толку регистрираат гласовите на младите. Не смееме во никој случај да бидеме пасивни граѓани и со самото тоа што се вклучуваме во активизам и во такви активистички акции, било да е за човекови права, било да е за младите воопшто, за здравјето, за образованието, било каков активизам е важен. И доколку младите се вклучат во такви акции, ќе придонесат за себе и за останатите луѓе во општеството. И самото организирање на обуки, на различни конференции, семинари, дебати, па и подпишување петиции, активно излегување на демонстрации, на протести, сето тоа покажува еден активизам и едно несогласување со тоа што општеството ни го налага и покажува, изразува став кон тоа што сакаме да го подобриме. И тоа што имаме единствената можност ние средношколците такво нешто да направиме, мислам дека треба да се зграпчи со што поголема сила. Бидејќи се знаеме, па ми изгледа твои работи кога постираш и кога ќе ставиш нешто поврзано со темава за која што збориме, тоа е младински активизам. Една од работите кои ме фасцинираше и за која сакав да збориме уште кога се договаравме е настан кој се деси во ноември минатата година во владата на Република Северна Македонија, кој што беше настан за, мислам дека се викаш за децата од децата или обратно, и каде што ти имаше можност да дадеш говор за работи кои тебе те интересираат. Така што нема да кажам ти сега што збореше и би ти дал шанса да ни кажеш што точно каже и како кој беше фидбекот кој го доби од луѓето таму и после тоа.
Тоа беше настан организиран од страна на Младински образовен форум заедно со УНИЦЕФ и беше по повод 30 годишнината од Конвенцијата за правата на детето. И 20 на млади од цела Македонија имавме можност да учествуваме на тој настан и неколку од нас си беа говорници рамо до рамо со министрите во нашата влада. И јас имав можност да зборувам за тема која што ми е многу драга, климатски промени и воопшто животната средина. И се произнесов со еден говор кој што мислам дека скоро секој, барем како што ми кажува откако заврши настанот, скоро секој занеме, затоа што не беше тоа пофалба кон тоа што е досега направено, туку беше еден вид на соочување со реалноста и критика во однос на реагирањето на нашата држава на таа тематика на климатските промени. И таму се признесов со примери, со факти кои што придонесуваат кон случајот кој што го изградив со говорот. И мислам дека на тој начин навистина се покажа колку ни е важно на нас младите да ги произнесеме нашите ставови и да бидеме вклучени. И тоа беше едно навистина интересно чувство да бидеш во позиција на моќ и да те слушаат оние кои што ги сметаш за постари, за поискусни. Самото тоа што имавме можност ние да зборуваме со нив и тие да ни кажуваат дека всушност не слушаат нас и дека ќе направат нешто, тоа беше нешто што не би можел да го замислам никако, на поинаков друг начин. Да, гледаме дека токму средношколци, не само во Македонија, туку на секаде во светот, го водат тоа некое движење за промена и подобрување на животната средина и тоест движењето против климатските промени, Fridays for Future. Па така би те прашал каква е ситуацијата тука во моментот кога станува збор за тоа и сега нели не може да протестираме додека сме за време на корона, ама дали луѓето настрана од средношколците кои навистина се учесници во овие протести, дали голема маса на луѓе ги интересира воопшто некоја ваква промена? Па конкретно за оваа тема мислам дека сите не засега, затоа што еве основен пример е сите годишиме тој нечист воздух. И ако се сеќавате и двајцата на протестите кои што беа средношколските протести токму на оваа тема, немаше само средношколци, имаше луѓе од било која возраст. И тие беа со нова ни зборуваа, не поттикнуваа да продолжиме, да ги искажеме своите ставови и да се наделаме на промена. Дефинитивно и се надевам дека во иднина, поготово сега особено со сите случувања кои се случуваат во моментот поради светската пандемија, дека од која ќе стигне се ова, ќе се фокусираме токму на климатските промени и на решавање на овој горлив проблем кој што на вистина е сега во моментов после пандемијава најголема опасност за човештвото. Би продолжил со пред да почне да збориме за твоето идно образование, високо образование кое што го планираш во Абу Даби, би сакал да завршиме некое средношколско искуство со твоето членство во жири комисијата за наградата за мир во 2019. Може да ни појасниш што поточно значи и како ти учествуваш и како дојде во можност воопшто да учествуваш на едно вакво нешто? Наградата за мир прв пат се случи минатата година, тогаш се осмисли и таа цела манифестација се оствари како повод за манифестацијата беше 75 годишнината од денот Д, 1945 година, токму на бреговите на Франција. И таа награда всушност промовира мир, еднаквост и слобода помеѓу различни држави во светот. Ја имав таа можност да учествувам со тоа што се пријавив на самата страница на Мир во Нормандија, која што е всушност организација поддржана заедно со Институтот за
мир и човекови права во КН во Франција. И процесот на аплицирање беше многу лесен. Требаше да испратам мое мотивацијско писмо и CV и да напишам есеи за тоа што значи за мене слобода. И оттаму ми избра да бидам единствен представник од целата држава кај нас. И од целиот Балкан имаше заедно уште еден учесник од Бугарија. И ние го представувавме целиот Балкан на оваа манифестација. Имавме можност да избираме кандидат токму за оваа награда и покрај избирањето на кандидатите го прошетавме и цел тој регион и се здобивме со таа богата историја на тој регион и научивме толку многу. И не само што учествував и ги искористив сите овие вештини кои што ги набројав претходно во интервјуво, јас имав можности да комуницирам со луѓе од Малезија, од Мавританија, од Велика Британија, од Канада, од Соединетите Американски држави и многу ми беше интересно што сите заедно се вклучивме кон една заедничка цел, промовирање на наградата и одбирање на кандидат што ќе ја представува токму неа. И така се случи со онлайн гласање тоа да биде представничката, односно лицето на протестот Петоци за еднината, Грета Тамберг, што мене ми беше особено драго кога ја слушнав таа вест. И самата таа манифестација е дел од една поголема организација која што се нарекува Форум за слобода, кој што се случува секоја година во јуни во КН во Франција. И едноставно тоа што имав можност да ја представам мојата држава, тоа што јас ги се признесов себе си како личност и што можев да помогнам кон една таква повисока цел, многу ми значеше. И мислам, иако од почетокот спомена дека се насочуваш повеќе кон природни науки, така што мене беше сега јасно зашто NYU Абу Даби, но сепак сакам од твоја перспектива да слушаме зашто баш NYU Абу Даби, со оглед на тоа дека далеко од овде, дека е целосно нова култура, дополнително што е Абу Даби и секогаш самиот престиж на NYU. Мене воопшто не ми представуваше проблем да се замислам на сосема друг континент, затоа што мислам дека тоа ќе представува еден огромен бенефит за мене. Исто така беше важно и поддршката од моите родители, од пријателите и иако представуваше голем чекор кон тоа да се насочиш таму да учиш, сепак мислам дека го направи вистинскиот избор затоа што NYU е Liberal Arts College, што значи дека имаш можност да учиш различни предмети и воопшто да не се ограничуваш на кон едно нешто. И така јас, да се кажеме, неодлучен, со размислување кон општествени науки, со влечење кон природни науки, баш ќе имам можност да искусам двете и да се одлучам за тоа што конкретно ќе правам. А ми се допадна NYU Абу Даби, посебно и локацијата, затоа што е на тромеѓето помеѓу Европа, Азија и Африка и еден од најважните градови во иднината кој што ќе представува една светска престолнина. И ми се допадна исто како и за наградата за мир, тоа што ќе имам соученици од преку 150 држави, што ќе се зборуваат преку 100 јазици и што ќе можам директно да црпам нивните искуства и да ги представувам, мојата култура, моите традиции, навики и така натака. Да, дали некој последно прашање кој би го имал за тебе, пред да преминеме на препораките, дали поради ситуацијата сега со COVID-19, од дењето во Абу Даби и започнувањето на целиот овој процес кој за тебе ќе биде за прв пат високо образование, дали тоа е пролонгирано или се иде по плана? Самиот универзитет нуди опција да се избере празна година, gap year. Меѓутоа, за оние ученици кои што ќе се одлучат како мене да продолжат со студиите од оваа година регуларно, останува исто. Сега универзитетот се уште нема одлучено за тоа како ќе се одвива самата настава, дали ќе биде виртуелно, дали ќе биде во живо, меѓутоа од она што се зборува и од она што ни прати еден мејл, таму кажуваат дека
се надеваат дека до пролетта во 2021 ќе можат да им посакаат добре дојде на сите ученици на кампусот во Абу Даби. Меѓутоа за сега како што налагаат законите и регуларностите во државите од кои што доаѓаат учениците, така ќе се постапува. Односно, ако една држава ги отвори границите и ако им дозволи на учениците да патуваат, тогаш тие ќе можат да имаат опцијата да учат на кампус. Иако за учениците кои што се втора, трета и четврта година има опција да студираат на една од најблиските локации на едно низ светот, затоа што покрај матичните кампуси кои што се во Њу Јорк, во Абу Даби и во Шангај, едно има локации во држави како што се Франција, како што е во Јужно Африканската република, како што е во Обединетото кралство и Јапонија и така натака, и тоа е искуство само по себе. Се надевам дека ситуацијата ќе се смири, па ќе можеш да сега кога ќе се мисля да кажам заминеш од државата, не се надевам дека ќе заминеш од државата, ама се надевам дека што поскоро ќе започнеш со своите студии и дека убаво ќе си поминеш во Абу Даби на NYU. И као последно нешто кое секоја епизода го правиме, ти напоменав преска, дај ни некои твои препораки што би можеле да правиме или гледаме или читаме за време на карантина и воопшто. Кога се ова ќе биде завршено, со што може да го потрошиме нашето време. Дефинитивно една од омилените трилогии и филмови воопшто ми е The Matrix, Матрицата, и ја препорачувам на сите да изгледаат кои што ја немаат, затоа што такви теми ме интересира за тоа каква би можела да биде иднината, што би можело да се случи и како самиот човеков ум го размислува токму за тоа. Од ТВ серии би препорачал The Good Place, која што е серија за животот после смртта, за тоа дали ќе одиме во доброто или лошото место и што го диктира тоа, а и серијата Black Mirror, која што ги представува едни такви технолошки футуристички настани кои што се случуваат и баш е интересна и релевантна е во моментов, затоа што на поставено прашање нели дали ќе се снима 6-та сезона, тие рекле ја живееме сезоната моментално и тоа ми беше така многу интересно да го прочитам. А од книга сега сите ми препораки ми се така насочени 1984-та Џорџ Орвел. Неверојатен класик кој што мора секој да го прочита барем еднаш во животот. Да, со тоа мислам дека и Никола и јас се согласуваме и со ова мислам дека е совршен крај на ова наше интервју. Фала ти многу, Стефан, што издвои време и ни се придружи да позборуваме во овие изминати 40 минути. Се надеваме дека набрзо ќе бидеш во можност да започнеш со студиите, па здравје Боже да правиме емисија со тебе од Абу Даби да ни раскажеш како е таму. Фала ви многу и на двајцата и ви посакувам успех и сам успех со иницијативава, затоа што навистина едно многу ново и интересно искуство за секој. Фала ти. Фала ви уште еднаш. Да, фала ти и за сите оние наши гледачи. Од оваа недела започнуваме со 2 пати неделно да идеме со епизодите, така што една недела ќе имаме 2 македонски, една недела ќе имаме една македонска и една англиска. Останете stay safe и како што секогаш ви кажувам на крајот епизодата, не идете у кладилници.